Веќе сме лайв, така да мислам дека може да почнуваме. Здраво, дечки! Денес, како што најавивме на нашата Facebook страна, имаме уште една епизода од разговори за еднината. Мислам дека повеќето ги ве знаат Елена и Давор. Значи, денеска ќе зборуваме за енергетската стратегија во контекст на економската и климатската криза. Така што нема многу да должам, затоа што во принцип времето е кратко. Така што ќе оставам сега, не знам како се договоривте. Елена, ти ќе почнеш или Давор? Може да нешто накратко да почнете со, да речем, општ некој опис за она што ќе зборуваме денес. И вие сте експерти, препуштам на вас. Да, јас ќе почнам задам како општо вовет нешто. Делот што денес ќе го опфатиме, иако директно се однесува нели на климатските промени, затоа што ќе зборуваме за термоелектраните и нивните емисии, многу повеќе внимание јас барем ќе обрнам на другите типови на емисии на загадувачи, значи сулфур диоксид, прашина и азотни оксиди, како уште една последица која што ја имаме од горењето на јаглен за производство на електрична енергија. После Елена ќе се надоврзе со новата енергетска стратегија, тоа што таа предвидува од перспектива на енергетска трансформација и ќе зборне нешто за праведна транзиција во регионите каде што се искористува јаглена за производство на струја. Супер вовет, мислам дека сега од прилика кога што можам да го разберам, вака сега за сега звучи разбирливо, ама степ бај степ. Да. Па сега, затоа што она што јас имам да го кажам, имам многу бројки, мислам дека е многу подобро визуелно да се погледне и заради тоа сега ќе се префрлам на една мини презентација што ја спремив. Ќе дадам европски и регионален контекст на загадувањето на воздухот од термоелектраните на јаглен и после малце повеќе ќе зборуваме за РЕК Битола конкретно. Само секунда. Ето. Ќе почнам од извештај што го сработивме што го објавивме практично во февруари 2019, минатата година. Во него се направи анализа на емисиите на различни загадувачки супстанции од сите термоелектрани на Балканот и се направи споредба со термоелектраните во Европа. Она што излезе како заклучок беше, да кажам, страшно и привлече многу внимание и кај политичарите, посебно во Европска унија, затоа што бројките покажаа дека термоелектраните на јаглен на Балканот, 16 на број, имаат повисоки емисии на сулфур диоксид и на прашина од 250 термоелектрани кои што се во Европската унија. Овде ова како топ листа некоја што е извадена, ова е на ниво на Европа, може да видите дека по емисии на сулфур диоксид Битола е на 8 место во Европа, била на 8 место во 2016 година, ќе видиме сега како е ситуацијата понатаму. Чисто колку да дадам контекст на ова, термоелектраната Белчатов во Полска, што е после Битола, е најголема термоелектрана во Европа и четврта по големина во светот, а има пониски емисии од Битола. Тоа би било нешто како со една термоелектрана да може да се покријат потребите за струја на Македонија, Косово, Црна Гора и Босна, а да загадува помалку од Битола. Сега од перспектива на климатски промени, емисии на стакленички гасови, Белчатов дефинитивно е една од најлошите во светот.
затоа што е најголема, нели? Меѓутоа, локално националното влијание што го има на загадувањето на воздухот е многу пониско во споредба со капацитетот кој што го има за производство на струја. На следниот слайд има слична топ листа со емисиите на прашина. Тука гледате дека Битола е била на 6-то место во Европа. Мислам дека сите кои што се пред Битола имаат поголем капацитет за производство на струја од Битола, освен можеби Косово. Пак имаме ситуација каде што имаме сериозно загадување. Сега, овие бројки од 2016 година се пред да стапи на сила директивата за големи согорувачки капацитети во земјите од Западен Балкан. Што е сменето од тогаш, од јануари 2018 година земјите имаат обврска да ги намалуваат емисиите и тоа според точно определена динамика и има контролни години 2018, 2023, 2027 година кога би требало да ги доведат емисиите на ниво на тие што се во Европска унија. Што е ситуацијата кај нас? Реалната ситуација е она што го објавивме како извештај во декември 2019. Тоа е дека не сме ни близко до исполнување на оваа обврска. Уште на почетокот веќе не сме ни близко до исполнување на обврската. Тие гранични вредности кои што треба да ги исполниме ќе бидат уште построги во наредните години. Како што може да видите на сликава, емисиите на сулфур диоксид се некаде 5 пати повисоки од тие што се дозволени за државата. Емисиите на прашина се повеќе од дупло повисоки. Единствено азотни оксиди се пониски, меѓутоа тоа е малце чудно зашто е толку високо поставена граничната вредност, ама да не навлегувам во тоа сега. Како што кажав, има динамика со која што треба да се намалуваат емисиите. Не сме ова е согласно, динамиката е ставена во национален план за намалување на емисии и тоа е на некој начин, не знам се македонскиот збор, најверојатно би бил попуштање, затоа што се возможува на термоелектраните наместо почнувајќи од еден датум фиксно да мора да ги намалат емисиите, им се возможува во период од 10 години постепено да инвестираат, значи да не мора истовремено сите инвестиции да ги направат. Дури и тоа постепено инвестирање, нели далеку сме од исполнување на тоа. Пред околу 2-3 недели беа пријавени до Европската агенција за животна средина емисиите за 2019 година и тоа што сега на следниот слайд, тоа што може да видиме е дека не само што немаме намалување, него имаме и страшно зголемување на некои од емисиите. Ова е сулфур диоксид. Како што може да видите, од 2018 до 2019 емисиите се буквално дуплирани, а црвената линија е границата во која што треба да влезат тие емисии. Мислам дека е важно да кажам тука во контекст на ова дека сулфур диоксидот е сериозен загадувач, иако не посветуваме доволно внимание кај нас на него, нели многу зборуваме за PM10 и PM2,5 честички. Меѓутоа тој има докажана токсичност, посебно во повисоки концентрации и кај луѓе со хронични заболувања на респираторниот систем, предизвикува проблеми со дишење, чувство на горење во грлото и во носот и така натаму. За животната средина е штетен затоа што од него се создаваат всушност кисели дождови кои што уништуваат растителен и животински свет. На следниот слайд се емисиите на прашина од рек Битола, како се движат. Пак има мало зголемување од 2019. Резултатот на ова е, причината за ова е тоа што филтерот во рек Битола не е реконструиран многу подолго отколку што реално требало да биде.
Како што може да се види, тоа мало зголемување може да биде резултат на повеќе работни часови во 2019 година, затоа што беше сушна година и хидроелектраните скоро и да не работеа одредени периоди. Меѓутоа, сепак гледаме дека имаме тренд на зголемување и задржување на некој начин на статус квото на термоелектраната во која што практично нема никакви емисии, нема никакви инвестиции за намалување на емисиите. Последниот слајд е за азотни оксиди. Тие се единствени што влегуваат во граничните вредности. Причината за тоа е затоа што уште пред изработката на овој национален план за намалување на емисиите има некоја реконструкција на котлите што намалува емисии на азотни оксиди, затоа кажав дека е малце чудно што самата гранична вредност, самиот плафон е ставен толку високо. Реално со овие бројки сега како што ги имаме, РЕК Битола ги исполнува условите кои што се зададени во националниот план за 2024-2025 година, уште од сега. Сега ќе се вратам на најмногу на ова за сулфур диоксид. Во 2014 година Екосвест има направена анализа за колку чинат здравствените последици од термоелектраните во Македонија. Она што е излезено како бројка од таа анализа според методологија од Светска здравствена организација е дека цената на здравствени трошоци, намалени работни часови, намалена продуктивност и така натаму може да се процени некаде на околу 20 милиони евра годишно. Во таа анализа тогаш се земени бројки за сулфур диоксид, например, кои што се негде околу 60.000 тони, значи скоро дупло пониски од овие кои што сме ги имале минатата година, што значи дека цената на овие последици се покачува постепено. Исто така интересно е да кажам дека, например, филтерот за прашина кој што би требало да се инсталира во РЕК Битола, исто така чини околу 20 милиони евра, што значи дека со еднократна инвестиција во тој филтер ќе заштедиме во секторот за здравство. Во секторот здравство, ама ќе заштедиме на долг рок, значи тоа е буквално трошоците што ги имаме една година во секторот здравство за да се покријат проблемите со РЕК Битола, може да ги заштедиме со еднократна инвестиција. Исто така важно да кажам дека во овие бројки тука овде влегува само тоа што е пресметано како емисии од оџакот од оџаците на РЕК Битола. Значи тука не е пресметано влијанието на рудникот, не е пресметано влијанието на депонијата за пепел, има емисии нели на тешки метали, на жива, на арсен, на кадмиум и така натаму. Имаме исто така наши истражувања според кое што пепелта од РЕК Битола ги надминува граничните вредности за радиоактивност, затоа што има висока концентрација на тешки метали. И мислам дека многу луѓе имаат видено видеа или слики од Битола, дека кога ќе дувне ветер, таа пепел се разнесува низ цела Пелагонија. Така што, ова што го кажав, 20 милиони евра здравствени трошоци, сигурно се и многу повисоки ако ги земеме сите овие работи во предвид. Меѓутоа, проблемот е што не може да се пресметаат, зашто ова се како да кажам, инцидентни работи, значи кога има повеќе ветер има повеќе емисии, кога е влажно има помалку емисии. Сега заклучокот од сето ова е дека нема ќе го исклучам. Заклучокот од сето ова е дека енергетската транзиција требало да почне што се вика вчера. Значи сето ова е последица на одржување на статус кво во енергетскиот сектор во Македонија долго време. Попуштање на некој начин на термоелектраните, да не
им се дозволува да ги пробиваат сите рокови, да не инвестираат ништо во контрола на загадувањето. Сега таа енергетска транзиција сега имаме на повидок промена во тој дел и Елена ќе се надоврзи тука. Со новата енергетска стратегија имаме ситуација каде што се предвидува оддалечување од производството на струја со јаглен и префрлање на обновливи извори на енергија, ама Елена ќе каже малку повеќе во врска со тоа. Мислам Давор даде добар заклучок, така што може Елена директно да ни кажеш како сега таа транзиција нели би се изведувала, нели како што кажавме, предвидено е да бидат сите транзитивни процеси во некои одредени рамки, значи ние не може да очекуваме од денес за утре тоа да се случи. Мислам дека многу е битно луѓето да разберат дека нели такви резултати за да бидат долготрајни и за да може да се одржуваат на долг ранг, дека треба всушност и да помине време. Меѓутоа, еве и мене ме интересира како би течел тој процес, каква е таа транзиција и што тоа значи понатаму и за економијата, нели како би се префрлиле тие работни места кои потенцијално би можеле да се загубат и така натаму. Да, и па Давор даде убаво објаснување, убаво кратко објаснување на тоа, е само една од причините, една од најголемите причини зошто треба да направиме транзиција кон обновливи извори на енергија, ама и зошто треба да отпочне процесот, севкупниот процес на праведна транзиција. Значи, начално и Давор како што спомна, значи во овој момент Македонија носи амбициозни климатски политики, значи доста амбициозни климатски политики, барем во последните ајде да речеме пола година процесите се почнати. Значи стратегијата за енергетика која е одобрена од владата на почетокот на оваа година, како што кажа Давор, значи има три сценарија и особено значајно е дека во две од овие три сценарија за нашата земја до 2025 година целосно ќе го напушти јагленот како енергенс. Мора да кажеме дека немаме се уште донесена програма за имплементација на стратегијата за енергетика со која што се одбира кој од овие три сценарија ќе се спроведе. Меѓутоа, според стратешката оценка за животна средина и самата стратегија за енергетика, зеленото сценарио е економски најисплатливо за нас и би требало тоа да се одбере. Значи, во документот, како што спомна и Давор, е јасно видливо енергетската транзиција, бидејќи на местото на поранешниот рудник за јаглен на ТЕЦ Осломе планирана изградба на 120 мегавати соларна термоелектрана. Оваа енергетска транзиција треба да продолжи и да се забрза според нас. Меѓутоа мора да започне и процес на планирање на праведна транзиција, која ќе ги опфати не само регионите и сектори кои придонесуваат за климатските промени, значи како на пример енергетика, транспорт и отпад, туку ќе ги опфати оние сектори кои се рандливи на климатски промени, како туризам, вода и урбани средини кои не се особено рандливи и страдаат од климатските промени во моментов. Значи, што е праведна транзиција? Ако мора да го дефинираме, а ние сакаме да го дефинираме и во национални политики и закони, е некаков пакет на принципи, процеси и практични акции. Значи, во насока на транзиција сега има директен превод од екстрактивна економија кон регенеративна економија. Ова во пракса би значило прекин на недомакинско, односно претерано искористување на природните ресурси, како што сега правиме, и наместо тоа создавање на економски раст и развој кој ќе се одвива во склад со животната средина. Значи нема да ја уништуваме животната средина, домакински ќе стопанисуваме со неа. За да се случи оваа потреба, значи потребно е да примениме иновативни технологии
кои ќе бараат секако реедукација или введување на нови предмети во образованието, како на пример предмет климатски промени за почеток. Оваа транзиција, значи, мора да биде правична и еднаква. И ова е премиса според која мора да се водиме кога ќе го почнеме овој процес. Тоа значи дека подеднакво треба да се земаат во предвид и да се сослушаат потреби на сите чинители во општеството. Ако овој процес не е праведен, резултатот никогаш нема да биде праведен и нема да бидеме задоволни од исходот на крај пак. Значи, како што кажав на почетокот, мора да имаме во предвид дека преминот фосилни горива кон обновливи извори на енергија повеќе не е доволно за облажување на климатските промени. Значи, сега ни е потребно создавање на паметни градови кои ќе бидат отпорни на клима, на енергетски ефикасни домови, овозможување на граѓанска енергија, а ова значи овозможување на секој граѓанин да може да си произведува собствена енергија на кровот на својот дом, станбена зграда, сеедно, чист транспорт, систем за храна кој директно ќе го поврза производителот со крајниот потрошувач и нормално зголемување на локалното производство, намалување на монокултурите и агроекологија, намалување на отпадот кој го создаваме, значи и целосен премин кон циркуларна економија. За ова ќе ни треба доста долго време, ама треба сега да почнеме да го планираме. Значи и се ова што го набрав погоре, ќе значи дека треба да се стимне целиот процес на праведна транзиција мора да започне на локално ниво и тоа од самите заедници. Значи од самите граѓани, од самите мала, од самите локални бизниси. Не може да започне процесот, треба да биде овозможен од националните политики и закони, меѓутоа мора да започне на локално ниво. Ете, тоа е вака накратко спакувано зошто сакаме и на кај би се движеле. Значи, од тој аспект сепак останува и на нас, како нели оние кои се исто така засегнати, да ги следиме овие политики, да знаеме нели во која насока треба да се движи и секако нели да го бараме, да речеме, она што ни следува, затоа што на крајот на денот тоа е природните ресурси ни припаѓаат на сите. И она што им наштетува нив, ќе ни наштети и нас, нели, независно од тоа дали на која позиција сме и нели какви се нашите размислувања од тој аспект. Ми се допаѓа тоа дека всушност нели зборуваме за образованието како еден сегмент кој навистина е важен. Затоа и нели тоа е едно од нашите, да речам, начала со петоци за иднината, дека всушност ваквите предмети се особено важни да бидат вклучени во образовниот процес формално, заради тоа што нели иднината на крајот на денот останува на оние што ќе дојдат после нас. И треба да мислам нели да се внесат децата во тој процес, односно да го добијат тој мајндсет, за да може понатаму да размислуваат низ призмата на тоа дека се она што ние правиме, нашите активности, еден ден ќе бидат дел или последиците од нив ќе бидат дел од нешто поголемо. Значи никогаш не сме ние нели изолирани случаи во природата, така што фала за излагањето. Мислам дека Давор рече ти си следен, така. Не би додал ништо повеќе тука. Само може евентуално се надоврзам и на вас двете дека треба да излеземе од тој мајндсет дека ние ќе ги спречиме климатските промени, затоа што веќе гледаме последици од нив, сериозни последици. Треба сериозно да го сватиме ова и да влеземе во мајндсет каде што ќе научиме да живееме со нив. Значи, една страна треба да ги ублажиме, да, затоа што инаку ќе бидат катастрофални, меѓутоа треба да работиме и на адаптација, она што го кажа Елена.
Значи, не треба да се залажуваме дека ако ние ги изгасиме, например, сите термоелектрани на јаглен, дека ние нема да имаме климатски промени. Сепак има други активности на луѓето кои што придонесуваат и тоа се акумулира со време и едноставно ќе мора, за тоа и нели образованието е важно. Луѓето треба да научат како да живеат со тоа и како да го намалат влијанието најмногу што може. Не, нас ќе ни требаат нови гранки. Значи, може би ќе ни требаат нови гранки. Ако имаме иновативни и подребни технологии, ако одиме во таа насока веќе, ќе ни требаат нови гранки. За тие нови гранки ќе ни требаат луѓе кои што знаат да работат во нив и ќе треба да бидат соодветно едуцирани. Значи, кога зборувам реедукација, зборувам дека сите оние сектори кои што ги набравив и кои што сега влијаат на интензивно на предизвикување на климатските промени како енергија, транспорт и отпад, значи нема да, за да не ги изгубат своите работни места, можеби за некој ќе треба да се направи реедукација како би работела во сектори кои што не се толку интензивни за климатските промени, а сепак, значи, целта на праведната транзиција е сега да започнеме да ја планираме, за никој да не остане без работа. И затоа ја викаме праведна транзиција, затоа што треба да ги рефлектира потребите на заедницата. Целта не е да затвориме се и да останат куп луѓе без работа, туку сега да започнеме да отвараме нови гранки, сектори, работни места кои не се интензивни, кои не влијаат интензивно на климатските промени, како никој не би морало да го загуби работното место и како би продолжил економскиот развој на земјата, меѓутоа на начин кој што нема да генерира дополнителни емисии во атмосферата. Мисля дека ова, да речем, COVID-19 криза што сега ја искусува, можеби е и нели совршен момент за рестарт, односно да сватиме дека всушност ние сме и многу поранливи од што досега мислевме дека сме и дека вакви зборувавме за тоа и во претходните разговори за еднината, дека вакви всушност пандемии допрва ќе се случуваат ако некако не најдеме начин да градиме климатски резилиентни општества, така што нели нормално дека тоа си повлекува и нови професии, и нови нели знаења кои би требало понатаму да се негуваат. И можеби ова е совршен момент да почнеме од таму. Да, треба да го стиснеме reset button. Дечки, фала ви за разговорот. Доколку нема ништо, мислам што ви сакале дополнително нешто да додадеме, мислам дека беше доволно едукативен. Мене барем имаше доста работи што ми беа нови, особено од делот за кој Давор зборуваше. Со оглед на тоа дека доста технички нели тие информации не секогаш стигаат до нас. Мислам дека ова беше супер едукативно и во секој случај нели треба да продолжиме да размислуваме во најмала рака на темата. Да, фала ви на вас. Ова петоци за еднината и разговори за еднината се супер можност за повеќе луѓе да допрат овие информации до повеќе луѓе. Дефинитивно. Продолжете. Фала. Фала дечки, во остаток од денот веќе почна да се стемнува надвор, ама. И убав викенд. Фала, чао. Чао.